Новогодишната кошничка, која што траеше еден месец и со која беа намалени дел од прехранбените производи, заврши денеска. Ова е во фокус на внимание во следните минути на Слободен печат, заедно со колегата Срген Ивановиќ, нешто што навистина секој еден го интересира. Дали цените ќе бидат постаро, дали цените ќе бидат намалени, дали цените ќе бидат покачени? Што тоа никој не го знае, никој не може да го претпостави. Тука беа некои 1400, ако не се лажам, производи кои беа фатени со доброволна, значи тоа мора да се нагласи, потрошувачка кошница, во која нели трговците се договорија да ги намалат во пресред на Божич и Нова година, така. И со таа цел нели да им олеснат на граѓаните кога ги подготвуваат трпезите за Божич и за Нова година. Сега тука се појавија еден куп на информации кои тешко може да се спојат една со друга, значи владата во еден момент се пофали дека ќе има новогодишна кошничка, а од друга страна тоа беше доброволно на трговците, така да тоа некако ја не успеав најдобро да го сватам, но во секој случај имаше тоа поевтинување кое сепак не можеше баш најдобро да се почувствува, бидејќи податокот кој што го видов вчера е дека во декември сме имале зголемена инфлација од 4,4%, што е многу. И таа инфлација е дури поголема кога се однесува цената на храната. Значи и со тоа поевтинување од 10% ние сме имале барем за 5% поскапа храна од претходната година во истиот период, да. Сега исто така производите кои што не беа опфатени со новогодишната кошничка, така да. А тука преси се мисли на оние производи кои што се какао, кафе, масло за јадење, кои се нели есенцијални, кои се нели за широко потрошувачка, тие многу поскапеа. Значи неверојатно многу поскапеа и тоа е светски тренд. Не е тоа ради Македонија, тоа се брезански производи кои многу поскапеа и на тој начин некако беше анулирано тоа дејство на новогодишната божичната кошничка. Кај трговците беше анулирано? Тие на тој начин си надоместија што ги намалиле, претпоставувам. Можеби, не знам, сега треба да се види колку тие дале пари за да набават, нели, да ги набават тие производи. Но во секој случај, сега на пример какаото, можеби не се пие многу варено какао во Македонија, но може да мислите колку колачи и торти биле направени пред Нова година, така и купени и така натака. И тоа, значи, неверојатно многу ги поскапе тие производи. Значи, сладките, нели, се што има, секоја чоколадна торта всушност се прави од какао. А и чоколадото е поскапено. И чоколадото е поскапено, само што се каза. Да, и чоколадото е поскапено. Кафето, сите пиеме кафе, некој повеќе, некој помалку, но сепак тоа е производ кој е за широка потрошувачка и маслото за јадење, нели, еден есенцијален производ кој што постојано се користи и се користи не само во домакинствата, туку тоа ги подига цените и на угостителството, на хотелиерството и секаде каде што има кујна, нели. Така да не знам дали ќе има поевтинување, а и од ова последново поевтинување мој заклучок е дека не видовме нели некој преголем аер, иако ќе беше многу пострашно доколку нели не се случеше тоа. Сега најава има дека ќе има рамазанска потрошувачка кошничка и велигденска, но тоа има еден добар период нели од повеќе од 2 месеци, бидејќи тоа дури у март, крајот на март некаде ќе почне таа рамазанска кошничка, што до тогаш, значи, цените ќе може нели и да поскапат. Да, не можеме да знаеме како трговците ќе си играат под наводници со цените. Проблем е според мене сега, ја не сум стручен во таа област, не би сакал да навлегувам во детали,
Но проблемот е во производството на прехранбените производи. Македонија, нели, од аграрна земја едноставно стана некаква земја на услуги, на работи кои што немаат врска со работа на нива и едноставно не произведуваме голем дел од работите кои што би можеле да ги произведеме, па нели на тој начин да имаме далеку поевтина храна. За жал не знам, ова маслово за јадење на времето имавме не знам колку фабрики, какао производство, нели, ово се ништо немаме од тоа. Станавме увозна земја наместо земја која што произведува, како што па не сме ние навикнати толку богати па да станеме увозна земја, нели, мислам. Да, точно. Да, не би требало да е така, баш би требало обратно да биде, но ето, некоја причина за која е за мене неразбирлива, ние едноставно се откажавме од производството на храна, зависиме од увоз, ако зависите од увоз, тогаш сега ние какао не можеме да произведуваме и кафе, нашето подневје, но можеме масло да произведуваме без никаков проблем. Да, тоа сме го докажале. Сончогледот ке нас вирее многу добро. Во контекст на ова ќе го цитирам уште еднаш, го имавме и во вестите професорот Борче Јатреновски, кој вели дека цените на храната и енергијата би требало да стагнираат или пак да се намалуваат оваа година и идната година. Ќе видиме дали е тоа така. Тој ова го кажува според глобалните проекции и прогнози кои што се случуваат, дали ќе биде тоа така, ни останува да видиме. Па не знам, јас не го делам неговиот оптимизам, особено во домен на енергенсите. Ако видиме дека пред само 2 дена украинците нападна инсталација на турскиот ток во Русија, а тоа е еден од последните останати гасоводи кои што доаѓаат од Русија во Европа преку Азербејџан, Турција и нели понатаму. Ако знаеме дека ние би требало преку да се снабдуваме токму од тој гасовод, нели по оној во Грција што беше направено оној во Александрополус интерконектор за газ кој нели треба директно во Македонија да го носи, да ја носи гаста. Така да јас не гледам, не сум преголем оптимист дека овој увоз на LNG газ кој е неколкукратно поскап ќе може да доведе до поевтинување. Но ајде да му веруваме на професорот, ја би сакал тој да го права. Наравучение да штедиме повеќе. Па колку што можеме, колку што ни дозволуваат услови. Тоа не знам колку е возможно да се заштеди. Ај во зимно време не се грете да ве видам. Така. Да. Благодарам многу, верувам дека ви беше интересна и оваа утринска анализа која што вие понудивме и во ова издание на нашата програма. Во продолжение одиме со светските случувања, бидете тука.